Еве од место ќе дискутираме на кратко, колку да ги запазиме работите денес што беа дискутирани. Ајде да ги подсетиме на нашите почитувани колеги од опозицијата, бидејќи рекоа дека ќе памтат, а забораваат. А ветија дека ќе памтат. Најверојатно заборавија и што им беше амандманот денеска тука пред нас, на кој амандман се повикуваат на исполнување на колективните договори, и при тоа веднаш заборавија дека има еден закон малтене донесен во собранието на разредување во изборната кампања. Во истиот закон заборавија што предвидува да се случи со колективните договори. Можеби заборавија што има ветено во програмата предизборна во однос на платите. Дали можеби овој амандман што го поднесува тука ги надминува сите тие очекувања што ги има напишано во програмата за цел мандат. За цел мандат, за сега да излеземе со ваков волшебен амандман. Можеби забораваат и на кои постулати беше поставено размислувањето што треба и како се движи со платите. Добро, еве тоа ќе го надминеме. Можеби забораваат што значи битката помеѓу платите и инфлацијата. Бидејќи можеби тоа е клучниот момент на сите нивни дискусии денеска, колку биле платите во апсолутен износ некогаш, ама никако да споменат и колку беа цените тогаш. И каква состојба направија во државата за истите тие цени, за истите производи да бидат неколкократно поголеми. Можеби доколку памтеа, ќе знаеа и ќе се сетеа дека реалната плата во залезот на бившата влада имаше еден изразито надолен тренд. Истовремено се обидува и неколку пати да дискутираат и по однос на просечната плата. Па не прашуваат дали сте биле свесни, дали сте знаеле дека била 1000 денари просечната плата помала. Еве јас да ги запрашам нив директно. Дали 41.000 е помалку од нула? Бидејќи тоа се обидуваат да не уверат денеска. Зошто го велам тоа? Бидејќи селективен пристап, двојни стандарди, па и лицемерие во неколку случаеви е одлика на една бивша влада на СДСМ и ДУИ. И кога велиме за еден податок, никако се земе во предвид другиот податок, дека вкупната вработеност во истиот тој период е зголемена. А што значи тоа? Тоа значи дека некој што имал 0 денари примања или имал социјална помош или некаков друг тип на издатоци што ги дава државата спрема личноста, сега заработува 41.000 денари, например. Тоа значи, ако ги прашате, истите тие луѓе што биле ново вработени, ќе ви каже во кое време подобро се живее. Или да им биде можеби малку појасно зошто со недоверба се уште луѓето пристапуваат кон нив. Можеби, ако ги прашате и малку пошироко ако гледаме, да таа вкупна зголемена вработеност, доколку ги прашате од реалниот сектор, од бизнис секторот, ќе ви каже дека можеби добиле малку и охрабрување да зголемат нивната инвестициона активност. Па направиле услови каде што за тие услови проширена работа, проширено производство или не знам давање на услуги, имале потреба од нови вработени. Можете да ги прашате и представниците од Фондот за здравство. Истиот оној фонд што го ставивте со дупка од 5 милиарди денари. Истата таа празнина што требаше со некој чудо и маневри овие луѓе што се представници на Министерството за финансии и владата да бараат начин како да ја пополнат. Бидејќи тие вкупен број на ново вработен или зголемена вработеност плаќаат придонеси. Истото важи на него повторувам и за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. За делот со ЕСМ и 5 милиарди дополнителна дупка таму нема да ги коментираме. Она што сакам да го посочам. И кога го имаме нивниот амандман на памет, дека ние сме конзистентни во она што го дискутираме. Од првиот ден укажавме дека овој буџет ќе биде сеопфатен, дека ќе ги исполни барањата и на заедницата, и на граѓаните, и на сите засегнати страни, и на економијата. Она што го укажувавме наназад години, дали има пари за све? Има. Но треба да се има домаќинско работење, посветено работење.
Дали можеби слушнавте на еден представник од опозицијата во овие 4 или 5 дена дискусија овде да посочи на некоја зголемена давачка? На зголемена нарачка кој што праве, да не ги наведувам наназад сите измислени давачки кои што знаеа да ги измислат или ги наметнат на стопанството и на граѓаните. Најстрашниот беше инфлацијата. Непризнаен данок за кој што средствата на граѓаните помалку вредат. Никако да се спомене. Никој да укаже дека тој слободен пат на државата се намали. Никој да укаже дека состојбата ни се стабилизираше. Никој да укаже дека генерално имаме состојба на консолидација, со ребалансот една, сега веќе со буџетот имаме остави да размислуваме, дури и да се надеваме и на раст и на развој. Никој не укажа тоа од опозицијата. А кажавме, ќе растат пензиите, ќе растат платите и дефинитивно ова ќе биде година на инвестицијски бум. Дали остана на глуви на презентацијата од страна на представниците на Министерството и на заменик министерот. Се кажа во 3 блока дека ќе имаме зголемување. Во едниот 3,6 милиарди, во вториот блок донациите 2 милиарди и ги имаме и третиот блок од 5 милиарди дополнителни. Пари имало, но треба да се штеди, треба да се има рационален пристап, треба одговорно да се работи. И конечно да се почитува правото. Бидејќи кога се почитува правото, се зголемува наплатата. И тие се основните показатели што можеме да ги пратиме и да имаме сигурност дека реализацијата на параметрите во буџетот ќе бидат реализирани, дека државата ќе остане стабилна и дека граѓаните ќе бидат задоволени, вклучително и заплатите. Не ќеме да подсетуваме на моменти кога имавме влада што сакаше да ги изигра синдикатите и граѓаните. Имавме жочни дискусии токму од оваа говорница овде, каде што кажувавме дека тоа не е решение. Сега имаме ситуација кога повторно со истите синдикати се наоѓа заедничко решение. Можело да се најде заедничко решение во кое што ќе се сложат и вработените во просветата за 46% зголемување на платите до крајот на мандатот. И одговорна власт која што може да тврди и да биде доволно одговорна, да биде сигурна дека тие пари ќе бидат средства ќе бидат обезбедени. Денес бевме сведоци на уште една побава вест. Сличен проблем, хроничен проблем што го мачеше нашето здравство. Еден многу ронлив столб на државата. Сегмент кај што сите сте согласни дека требаше нешто да се превземе. Кај што сите сте согласни дека немаме задоволство од вработените во здравството. Дека поради тоа е една од причините поради кои што го напушта истото и не напушта и државата. Мислам дека нема еден од овде што ќе биде против на тоа дека зголемувањето на платите од 46, можеби 50% до крајот на мандатот, исто така ќе помогне да имаат известност и самите вработени, да може да проектираат или да си ја гледаат иднината во институцијата кај што работат и во државата кај што живеат. Да не забораваме дека со истиот пристап се обезбедуваат и средства за К15, најмалку 12.000 мислам дека беше кажано, давачките во Министерството за одбрана, давачките кои што ќе бидат помошта и во Министерството за внатрешни работи, така натаму и така натаму. Нема да потсеќам за останатите неисплатени обврски за субвенции, за пензии, за плати и така натаму. Оно што сакам да го потенцирам на крај е истото што го потенцираше и на самото образложение на самиот мандат. Се што е по закон, се што е по колективен договор, се што е по правен акт, се што е обврска на оваа држава, спрема засегнатите страни, дали се тоа граѓаните, дали се тоа фирмите, дали се некои сосема трети страни, се ќе биде испочтувано и се ќе биде исплатено. Сведоци ќе бидеме при реализацијата на завршна сметка на буџетот. Благодарам.